Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново 70-минутно издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапејовски и еве што ви подготвив за денес. Даријан Сотировски побара правообранителството да го штити државниот имот градскиот стадион во Тетово од општина Тетово. Идната недела ќе имаме договор за нова влада. До петок ќе биде завршена работата, вели Арбен Таравари. Одбележани 81 година од смртта на првоборецот Илјо Антевски Смок. Болницата во Лешок не треба да се спои со клиничката болница во Тетово, реагираат вработените откако тоа го најави министерот за здравство. Арогантна порака на Кириакос Мицотакис: Грција нема да ги потпише меморандумите, а другата страна, мислејќи на Македонија, мора да го почитува Преспанскиот договор. Од Државната изборна комисија се жалат дека се изложени на закани и притисоци, го известиле Опсе Одихир за нападот од владини функционери и од партии. А емисијата ќе започнеме со повик до православните верници низ светот да донираат средства за заштита на фреско живописот во црквата Пресвета Богородица во шарпланинското село Јелошник. Тоа може да го направат преку GoFundMe, интернет платформа за собирање на средства. Црквата е осветена 1872 година, а моменталната состојба е во крајно загрижувачка ситуација со голем број на оштетувања како од механичка, така и од хемиска природа. Конзерваторскиот проект се однесува на конзервација на ѕидното сликарство на црквата. Однапред ви благодариме за вашата срдечна помош, Господ да ви преумножи за вашата добрина. Со почит, велат од црковниот одбор на црквата Пресвета Богородица од село Јелошник.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
snaga kršam ja, ravna snaga kršam ja. I da kršam i da gledam, pa ide nema, dušo moja, šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Šekerna, šekerna, i kaleša neverna. Даријан Сотировски, актуелен директор на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи, кој е жител на Тетово, преку Фејсбук објави дека повел повеќе граѓански постапки за рушењето на градскиот стадион во Тетово, за што посочува дека представува уништување на државниот имот од страна на општината. Поднел представка до Државното правобранителство како орган повикан да го штити државниот имот, докаде образложил дека незаконска е одлуката на Советот на општина Тетово околу корисничкото право на стадионот. Тој вели дека се уште како собственик на стадионот според имотниот лист е државата. Владата на Република Македонија на 19.8.2015 година донела одлука со која градскиот стадион во Тетово го доделила на трајно користење на општина Тетово. На ден 27.9.2023 година Советот на општина Тетово донел незаконска одлука спротивна на член 18 за користење и располагање со стварите во државна собственост и со стварите од општинска собственост, со која градскиот стадион во Тетово го доделила на крајно користење на јавното предпријатие Тетово Транспорт, иако согласно прекршената одредба, надлежност да дава корисничкото право на државниот имот има само и само владата на Република Македонија. Согласно законот, користењето на стварите подразбира само право на нивна непосредна употреба. Корисникот нема собственост, а со тоа ниту ги ужива правата на собственик, односно не смее да ја менува или располага стварта која ја користи, уште помалку смее со багер истата да ја руши или да ја пренесе на друг за тој да ја сруши. Тоа е каубојско самовластие и уништување на државен имот, вели Сотировски во написот. Согласно член 3 Законот за користење и располагање на стварите од државна собственост во име на Републиката, право да располага со државната собственост има владата. Понатаму вели дека добил писмено произнесување од Државното правобранителство. Државното правобранителство ги потврдува моите наводи и утврдува прекршување на законот. Исто така ме информираат дека покренале иницијатива до владата и до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам за заштита на државниот имот. Кога граѓаните би биле гласни, правниците упорни, а институциите внимателни и ажурни, не би се случувало ова, посочува Сотировски. Воедно Сотировски информира дека поднел иницијатива за оценување на уставност и законитост на спорната одлука на Советот на општина Тетово до Уставниот суд на 26.4.2024 година. Во април Сотировски поднесе и представка до Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација против општина Тетово и градоначалникот поради настанот кој беше организиран од локалната власт со цел да се презентира идејата за реконструкција на градскиот стадион, на која имаше ревијален надпревар и настап на музичари. Таму образложи дека жителите со македонска национална припадност биле дискриминирани по основ на потекло, национална припадност и јазик.
sad jodi na pazar, o fama mi bara načeta, mi bara načeta, o fama načeta kira čijata, o fama načeta kira čijata. Гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари очекува до крајот на идната недела да се постигне договор околу идната влада. Тој на новинарско прашање на настан во Гостивар посочи дека владее позитивна атмосфера помеѓу работните групи на Вреди и ВМРО ДПМН. Се надевам дека до крајот на идната недела ќе имаме завршен договор со програма на владата и со распределба на ресори, односно кој и каде ќе биде како министер. Ние како председатели на партии сме имале 2 средби, понатаму интензивно работат работните групи. Се надевам до понеделник ќе излеземе со заедничка програма, а до петок ќе имаме завршен договор помеѓу Вреди и ВМРО ДПМН, практично договор за новата влада, изјави Таравари. Тој испрати порака до председателот на управниот суд, кого јавно го посочи како вршел притисок врз судии при одлучување во предметите поврзани со изборните нерегуларности. Јас би му испратил порака на председателот на судот да размисли дека не е убаво да се врши притисок врз судиите.
Времето кога можеа да вршат притисоци веќе помина и ќе има нова влада која што нема да дозволува вакви притисоци врз судиите, вели Таравари и појасни дека судот треба да донесе правична одлука. Оди звездо, oди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Темне таму, темне таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. Темне таму, звездо моја, srce vo me stega, zemlji zimo, ladna zimo, nema kaj da begam. Za tebe za tebe, zvezdo moja, ti si imaš nebo. Za tebe, zimo ladna, sigo imaš snego. A pak mene, zvezdo moja, što ke mi je život i to što go ima v zvezdo i go dadov sijot. Za tebe, zvezdo. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан.
Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do sabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj džumus da se pamti, da i ostane. Nina nasviri silno, ej, raspali opa, ipa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, raspali opa, ipa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene. Sve što imam će ti dati, a onda ti je. Sviri majstore, noćta naša je. Sviri duri, živa voda, nese svoj ime. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, raspali opa, pipa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, raspali opa, pipa. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, raspali opa, ika. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me.
Во Тетово се одбележаа 81 година од смртта на првоборецот Илјо Антевски Смок во организација на Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово. Одбележувањето се одржа пред неговиот споменик во населбата Двабреста, каде повеќе делегации положија букети цвеќе, а беше одржан и историски час за неговото дело и лик. Почит му оддадоа од Општинската организација на Сојузот на борци Тетово, Касар на Тетово, Сдружение на пензионери, Музеј на Тетовски крај, ВМРО ДПМН, СДСМ, Левица, ЗНАМ и ученици од основните училишта. Илјо Антевски Смок загина на неполни 24 години. Како член на Мавроско-гостиварскиот одред во април 1943 година во битката кај Новосело Гостиварско бил заробен заедно со 12 други борци од балистичките одреди кои служеле на италијанскиот окупатор. Подоцна фашистите го осудуваат на смрт, а на 17 мај во 1943 година Илјо е обесен. При бесењето извикува смрт на фашизмот, слобода на народот и самиот го поттурнува столчето за да биде обесен. Во Тирана покрај Илјо Антевски Смок, италијанските фашисти осудиле на смрт и обесиле уште 5 други негови соборци: Душко Поповиќ, Раде Угриновски, Христо Оџаклиевски, Драги Тодоровски и Тривко Андоновски.
Специјализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза Лешок не треба да се спои со клиничката болница Тетово е ставот на вработените, откако за таква можност најави Министерот за здравство. Тие не се согласуваат дека нивната установа треба да се спои кон друг правен субјект, туку дека има потреба од вработување на специјалисти. Вработените не се согласуваат со одлуката за спојување затоа што според нив ќе им биде нанесена штета на болницата и репутацијата што ја гради со години. Се бара од министерот Демири да го преиспита и да го поништи барањето што го дал за припојување на болницата Лешок кон клинички центар Тетово и за кое има информација дека треба да биде усвоена на наредната седница на техничката влада. Зошто Министерството за здравство со сите своји министри досега не направија план и програма за вработување на кадри специјалисти, не дадоа дозволи за специјализации и програма според дефицитарен кадар, иако секоја година добиваа извештај. Бараме да се донесе кадар, доктори специјалисти, за да продолжи нормалното функционирање на болницата. Барањето од министерот Демири, поврзано со нашата болница, итно да се поништи, да не се даде на следната седница на владата, бидејќи за 8 години не се најде решение. Зарем ќе се најде за 2 недели, вели Валентина Зафировска од Синдикатот на вработени во јавната здравствена установа специјализирана болница за белодробни заболувања и туберкулоза Лешок. Илир Демири на настан во клиничката болница рече дека специјалната болница во Лешок, ако не се земе под покровителство на Тетовската болница, таму ќе останат 20 луѓе без плата. Zame ti je žalno libe, ama ni za mene. Jaz da umram se zaradi tebe. Zame ti je žalno libe, ama ni za mene. Jaz da umram se zaradi tebe. Tebe te nosat navenčilo, mene milo libe nanosilo. Sad me ti je žalno libe, ama ni za mene. Jaz da umram se zaradi tebe. Sad me ti je žalno libe, ama ni za mene. Jaz da umram se zaradi tebe. Tebe ti čukar kapanite, mene milo libe kapanite. Za me ti je žalno libe, ama ni za mene. Jaz da umram se zaradi tebe. Za me ti je žalno libe, ama ni za mene. Jaz da umram se zaradi tebe.
Tvoja ta majka pesni pe, a moja ta solzile. Tvoja ta majka pesni pe, a moja ta solzile. Zar ne ti žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram sve zaradi tebe. Zar ne ti žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram sve zaradi tebe. Jaz da umram sve zaradi tebe. Marketing. Sonce od dvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Čekam doba da mi dođe.
vino rakija. Ne si bekrija, Klejančika da te uzbira. Патот до Европа ќе остане затворен, а меморандумите нема да се ратификуваат во парламентот доколку од другата страна нема целосно почитување на договорот од Преспа, порача грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, а јавува МИА. Говорејќи пред граѓаните во грчкиот град Верија на северниот дел во Грција, Мицотакис се осврна и на односите со Македонија, повторувајќи го ставот на Нова демократија за договорот од Преспа и уште еднаш посочувајќи дека усогласувањето е неопходен услов како за европската перспектива, така и за ратификација на меморандумите за соработка. Би сакал од овде, од срцето на Македонија, да сум целосно јасен. Нова демократија не го гласаше договорот од Преспа и изразивме сериозни приговори кога се ратификуваше во грчкиот парламент. Но рековме со апсолутна искреност, никогаш не ве измамив дека штом ќе се изгласа овој договор, практично не може да се смени и ќе бидеме принудени и покрај проблемите што ги има да го почитуваме. И ова го сторивме. Ако некои веруваат дека може од нивна страна да не го почитуваат договорот, да знаат две работи. Прво, нивниот пат кон Европа ќе остане затворен и второ, меморандумите што треба да ги ратификуваме нема да се ратификуваат, се додека нема апсолутно усогласување. Апсолутното усогласување со новата влада, согласно она што го предвидува договорот, рече Мицотакис. Duša Balkan sa
zoveš, devojko, od koja zemlja dalečna, jas nigde nemam videno, to kubava. Snaga tenka, visoka, so oči sini nebesni, so glas što duša mi ljuba i mi kažu Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски и членовите на ДИК Радица Ристевска, Оливер Ристовски, Борис Кондарко, Бобан Стојановски и Абдуш Демири преку соопштение изразуваат загриженост за, како што велат, настаните кои во јавноста се продуцирани од изјави на политички партии и носители на високи владини функции, кои се однесуваат на работата на Државната изборна комисија за постапувањето по приговорите за парламентарните избори. Ве известуваме дека покрај тоа што сме лично понижувани и навредувани, исто така како членови во највисоката институција за организирање и спроведување на изборите, сме изложени на неосновани и непримерени јавни политички притисоци и на закани за кривична одговорност поради донесените одлуки на Државната изборна комисија, се вели во реакцијата. Следејќи го контекстот и интензитетот на нападите, прозивките и навредите, како што наведуваат, исто така се загрижени дека е можно да преминат и во лични напади на нивната сигурност. Ви известуваме дека Државната изборна комисија во целост, професионално, транспарентно и само врз основа на закон ги спроведе изборите, што е потврдено од домашните и меѓународни фактори. Исто така и покрај сите непријатности кои ги имаме, сепак со највисок степен на интегритет врз основа на јавна проверка на изборниот материјал, Државната изборна комисија ги утврди фактите и одлучуваше по приговори поднесени од различни учесници за 110 избирачки места, од кои врз основа на образложени докази усвои приговори за само 7 избирачки места за кои имаше правен основ, додека сите останати 103 избирачки места беа одбиени како неосновани и за нив немаше поднесено тужби, ниту еден учесник на изборите, се наведува во реакцијата. Според тоа, за Државната изборна комисија, како што се наведува, се неприфатливи и недопуштени нападите, притисоците и мешањето на одредени политички партии и на поединци од техничката влада во изборните процедури, како и во работата и одлучувањето на Државната изборна комисија и на Уставниот суд. Посочуваат дека за сето ова на средба во Државната изборна комисија била известена и амбасадорката на наблюдувачката мисија на ОБСЕ ОДИХР, Джилијан Стирк. Премиерот на техничката влада, Талат Џафери, на пресконференција соопшти дека имало договор за надгласување во Државната изборна комисија за прифаќање на одредени приговори за изборните резултати и прегласување, и оти на ваков начин се прави обид за изборен инженеринг, заменување на бројките во собранието и изигрување на волјата на граѓаните. Изборниот процес беше оценет како кредибилен и демократски. Сега е во рацете на Управниот суд, рече Џафери, и повика сите институции да постапат согласно, без партиски директиви од било која страна. До Државната изборна комисија беа поднесени вкупно 27 приговори за парламентарните избори, 9 од коалицијата Влен, 8 од ВМРО ДПМН, 5 од СДСМ и 4 од Левица.
Прифатени беа 7, и тоа 6 во 5-тата и 1 во 6-тата изборна единица. Noćvati pred mene, ova maško srce gdje mi zastane. Со тоа тело како zmija vrtiš, lele Bože majko, ke me poludиш. Žena ko tebe rodena za mene, moite oči do sega ne videle. Opijeni spunet, ne znam što da pravam, ama znam ke mora da te osvojam. Si moja, samo moja, tvoj od pogled to amigo vekuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj od pogled to amigo vekuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Kaži barem da li se miluvani, tije usni medeni i vkusni, kaži da li na drug ti se vedeni. Žena ko tebe rodena za mene, mojte oči do sega ne videle. Opijeni spunet, ne znam što da pravam, ama znam ke mora da te osvojam. Si moja, samo moja, tvoj od pogled to amigo vekuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvoj od pogled to amigo vekuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam.
Почитувани, дојдовме до крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално ќе завршиме со Катчето за најмладите. Овој пат со приказната Девојчето со кибритчиња. Ви посакувам пријатен ден. Девојчето со кибритчиња. Колку ли беше ладно таа вечер. Врнеше снег, а ноќта надоаѓаше. Беше тоа вечер наспроти Нова година. Во тоа ладно и темно доба, по улиците талкаше едно малечко сиромашно девојче. Гологлаво и босоного. Да, таа од дома беше излегла обуена, но како да се оди во огромни чевли. Тие чевли беше ги носела незината мајка. Ете колку беа големи. И девојчето токму тој ден ја имаше изгубено едната, додека трчеше по патот, исплашена од две кочии кои беа во итаница. Па така едната чевла не ја најде, а другата пак ја зеде едно момче кое рече дека од неа ќе биде многу добра лулка за неговите идни деца. И така девојчето шеташе боса, а незините ноџиња и беа поцрвенети и посинети од студот. Во джебот на незиниот стар скутник имаше неколку кутии влажни кибрити, а една кутија држеше врака. Цел ден таа не беше продала ниту едно чкорче, а никој не и ни подаде барем грош. Таа талкаше гладна и измрзната. Изнамачена беше кутрата. Снегулките се вплеткуваа на незините долги руси локни, кои убаво паѓаа по незините плеки, но таа воопшто не ни забележуваше дека се убави. Од сите прозорци се изливаше светлина. Улиците беа исполнети со вкусен мирис на печена гуска. Се чекаше новата година. Ете на што мислеше таа. На крајот, девојчето најде едно ќоше покрај една куќа. Таа седна тука и се стутули, подвиткувајќи ги нозете под себе. Но и стане уште поладно, а не смееше да се врати дома. Таа немаше продадено ниту едно чкорче. Немаше заработено ни грош, а знаеше дека за тоа ќе добие ќотек од таткој. Згора на тоа размислуваше дека и дома ќе и биде ладно. Тие живееја на чардак каде завиваше ветерот, иако големите дупки во зидот беа затворени со сено и со партали. Незините рачиња беа сосема вкочанети. Ах, како ли би ги згреал огнецот од едно мало чкорче. Само кога би смеела да извади едно чкорче, да го чкрапне од зидот и да се ги загрее прстињата. Девојчето со страв извади едно чкорче и чкрап. Чкорчето заискре и се разгоре. Девојчето го прикри со раката, а чкорчето почна да гори со рамномерен пламен, исто како светичка. Прекрасна светја. На девојчето му се стори како да седи пред голема железна печка со блескави бакарни топчиња и вратички. Колку прекрасно гори во неа огнот, колку е топло од него. Што е тоа? Девојчето ги испружи нозете кон огнот за да ги згрее. И одеднаш пламенот згасна. Печката исчезна, а во рацете на девојчето остана изгореното чкорче. Таа чкрапна уште едно чкорче. Тоа се разгоре, засвете и кога блескотот од него падна на зидот, тој стана прозрачен, како муслин. Девојчето виде соба, а во неа маса покриена со бело снежен чаршав, на кој беа поставени садови од скап порцелан. На масата се ширеше чудесна арома. Беше поставена чинија со печена гуска со прелив од мудри сливи и јаболка. Најчудесно беше тоа што гуската одеднаш скокна од масата, со севљушката и ножот в грб и се стркала кон подот. Одеше таа право кон кутрото девојче, но чкорчето се изгасна и пред сиротицата повторно се појави непробојниот, ладен и влажен зид. Девојчето запали уште едно чкорче. Сега таа седеше пред раскошна новогодишна елка.
Таа елка беше многу повисока и поукрасена отколку онаа што имаше видено додека дзиркаше низ прозорецот од куќата на еден богат трговец. Илјадници свекички се разгореа на зелените гранки, а шарените цртежи со кои ги украсуваат излозите на продавниците гледаа на девојчето. Маличката ги подаде рацете кон нив, но чкорчето згасна. Огинчињата почнаа да се оддалечуваат и станаа јасни звезди. Една од нив падна од небото, оставајќи зад себе долга огнена трага. Некој умрел, си помисли девојчето, зашто незината баба, која неодамна беше починала и која ја сакаше најмногу на светот, неколку пати имаше кажано: кога паѓа звезда, нечија душа одлетува кон Бога. Девојчето одново чкрапна чкорче од зидот и во тој момент се околу неа се осветли, а во таа светлина девојчето ја виде баба си, толку мирна и светла, толку добра и мила. Бабо, извика девојчето, земи ме со тебе. Знам дека ќе заминеш кога чкорчето ќе се изгасне, исто како топлата печка, како вкусната печена гуска и чудесната голема елка. Таа на брзина ги чкрапна сите чкорчиња што и беа останале во кутивчето. Ете колку сакаше да ја задржи баба си. Чкорчињата засветеа со таква заслепувачка светлина што стана посветло отколку кога е ден. Баба и додека беше жива никогаш не била толку убава, толку величествена. Таа го фати девојчето за рака и облеани со светлина и со радост, двете се вознесоа високо, високо, онаму каде не постои ниту глад, ниту студ, ниту страв. Тие се вознесоа кон Бога. Во ладното утро го најдоа девојчето пред куќата, на незините образи играше црвенилото, на усните имаше насмевка, но тоа беше мртво. Тоа замрзна на последната вечер од старата година. Новогодишното сонце го осветли мртвото телце на девојчето со кибритчиња. Таа ја беше изгорела, речиси, сета кутија. Девојчето сакало да се згрее, велеа луѓето, и никој не знаеше какви чудеса таа виде, во каква убавина таа и баба ѝ ја дочекаа новата година. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.